присутни, добро вечер. Ви благодарам прво што сте овде во овој голем број на ова ладно време и ви благодарам што знаете да цените и сте одбрале да цените политиката на ВМРО ДПМН, кој што се залага за стабилна, силна и модерна Македонија. Овие изборни, браќа и сестри, се пресудни не само за Македонија, туку и за Европа. Бидејќи ние од Македонија ќе кажеме дека еднаш за секогаш ги одбиваме сите уцени, сите притисоци, сите закани и сите платени предавници од калибарот на Бранко Црвенковски и Зоран Заев. Драги браќа и сестри, веќе се гледа стравот на СДСМ од ВМРО ДПМН, се гледа дури од месечината, затоа што почнаа веќе да обеќаат 30.000, 60.000, можда и 100.000 денари ќе обеќаат плати. Затоа да ви кажам, на сите и пренесете, ВМРО е излезот од оваа криза. А сега го повикувам да ви се обрати координаторот на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН, господинот Дејан Ивановски. Добро вечер на сите, добро вечер баби, населба баби. За кого сме ние? За кого? За Македонија! Штипјани на 11 декември во недела масовно ќе излезат референдумски да гласаат за Македонија. Ќе излезе населба баби референдумски да гласа за автопатот Штип-Скопје. Ќе гласа референдумски за изградбата на новата клиничка болница. Ќе гласа референдумски за гасификација на нашиот град и изградба на гасификациониот систем во Република Македонија. Населба баби и Штип референдумски во недела ќе заокружат број 1 за над 120 асфалтирани улици во нашиот град. Населба баби и Штип во недела ќе заокружи број 1 референдумски за нови тениски изградени игралишта, за нови мултифункционални игралишта. Ќе гласа за реконструкција на училишта. Ќе гласа за еден од најголемите проекти кои што штипјани долго време го очекуваат, а тоа е изградба на река на брана Отиње. На 11 декември штипјани и населба баби ќе гласаат за изградба на нов затворен олимписки базен во Штип. ВМРО ДПМН е политичка партија која што не дава празни ветувања. Ветувањата ги реализира. Сите ние тоа добро го знаеме. Штип на 11 декември ќе каже не за двојазичност на цела територија на Македонија. Штип ќе каже не за федерализација на Македонија. Штип ќе каже не за нарушување на унитарноста на Република Македонија. Штип и Македонија заслужуваат да одат напред. Заслужува да се развива економијата. Штип заслужува да се отвараат нови работни места. Штип заслужува младите да имаат нови работни места, пензионерите да имаат повисоки пензии. Штип заслужува нова клиничка болница. Штип заслужува подобар економски развој. Сите вие тука најдобро знаете која политичка партија тоа го реализира. Штипјани на 11 декември ќе излезат референдумски да дадат подршка нов премиер на Република Македонија да биде Никола Груевски. Убедливо победуваме! Да живее Република Македонија, ВМРО ДПМН и коалицијата за подобра Македонија. Победуваме! Во недела број 1 референдумски за една голема и убедлива победа за нашиот град и нашата држава. Драги пријатели, дојде часот кога ќе го нанесеме финалниот удар и големиот пораз на оние кои што се залагаат за црни сценарија за нашата држава.
Ние сме за унитарна Македонија, за неделлива Македонија. Ние сме за просперитетна и економски развој на Македонија. Ние сме за напредок на нашиот град. Тоа е ВМРО ДПМН и коалицијата за подобра Македонија. И во недела број 1 Никола Груевски е новиот премиер на Република Македонија. Ви благодарам на сите, да бидете живи и здрави. Браќа и сестри, Зоран Заев вети дека доколку на 11 декември загуби, ке се пензионира. Па ајде сите да го пензионираме веќе, и него, и Вицето, и Рада, и сите. А сега, го повикувам да ви се обрати градоначалникот на општина Штип, примариус магистер Илчо Захариев. Добро вечер на сите. Го гледам овој оптимизам кај вас, гледајќи го нашиот најстар член, кој секоја вечер во нашиот штаб кој е еден од 9000 пензионери во нашиот град кои ги видоа придобивките од ВМРО ДПМН и од нашите реформи. Убеден сум дека сите ќе го следат него и во недела сите пензионери во Штип ќе ни дадат поддршка. Почитувани, Вчера го слушав нивниот кандидат за пратеник, едно дете, како му беше името, не знам, татко му работи во општината, и слушам дека ќе направил автопат Заев и нивната влада, ако дошле на власт, до Скопје. Замислете, тие 3 години спијат да гледа дека автопатот е веќе направен. Во мајдата година ќе имаме автопат. Кажа дека ќе направили експресен пат до Кочани. Па тие не отишли до 3 чешми да видат дека клучката е веќе направена и патот веќе се трасира. Тендерот е завршен, почнуваат работите. Рече дека ќе направиле пат, замислете, и до Радовиш. И ова е работа завршена од наша страна. Значи тие се безидени, немаат своји проекти, ни ги градат нашите идеи и нашите проекти. Значи ни изгубени во просторот и во времето. Ветија и ветуваа дека ќе направат клиничка болница, а гледате, објектот веќе се гради, 30 милиони евро инвестиција. После 80 години се гради на убавата здравствена установа во Источна Македонија и Штип си го доби онаа место здравствен центар на Источна Македонија. Ветија дека ќе градат и брана на Отиња. Па имаа прилика да ја изградат, дури референдум направија, ги потрошија парите, 500.000 евра, потрошија од граѓаните на Штип. Што беа наменети за таа брана, парите се уште не се вратили на општината. Ние сега ќе направиме браната на Отиња затоа што толку убава средена река Отиња заслужува да биде зелена, чиста и постојано да тече вода. Браната на река Отиња ќе го регулира сето тоа, ќе ја промениме климата и ќе направиме рекреативно место во близината на нашиот град. Почитувани, избори не се добиваат со лаги. Од првиот ден 2006 година кога дојде Груевски се зафати здраво за работење. Од 2006 година 10 години ја промени Македонија. Цел свет имаше криза, Македонија немаше криза. Цел свет стенкаше од економската рецесија, Македонија се градеше. Единствена држава која има стабилен курс, која има дефлација, каде денарот е постојано ист во однос на еврото, тоа е Македонија. Тоа е заради нашите добри, здрави финансиски и економски политики. Ние од 2013 година не застанавме. Од првиот ден кога дојдов во општината реков, ќе дојдат нови избори. Ќе треба да дојдеме кај вас да го бараме гласот од вас. И затоа моравме да ги направиме сите ваши барања, сите ваши потреби да ги решиме и сите проекти. Завршивме 400 проекти во нашиот град. Не се случило во историјата на Штип такво нешто. Сношти бев на градскиот стадион, осветлен од сите страни. Социјалдемократскиот сојуз не направија нито едно игралиште. Во 2005 година бев председателот на Советот на општина Штип. Господинот Панте Сарев, градоначалник, неговиот премиер Бучковски, го молам да даде 1 милион евра за општината со прст не мрдна. Го замолив да направи салата Јордан Мијалков со прст не мрдна, ако не дојдеме ние да направиме. Направивме инфраструктура во сите села. Водоводи, плоштади, средини чешми, патишта, улици. Не ги набројувам, нема време за тоа. Ќе кажам дека само во 4 села не се направени и ќе бидат направени наскоро. Направивме над 20 спортски објекти во градот, да нашите деца има каде да спортуваат и овде во населба Баби. И уредивме реката Отиња, направивме нова зоолошка градина, направивме огромен број на парки место околу сите згради. Направивме инфраструктура канализации во Балканска Македонка, Чардаклија, Карорман.
Направивме овде во Баби ова улица пред вас, улицата Лески која беше дупка до дупка. Па ја направивме Мара Минанова. Ја направивме дел од улицата Лески до Анте Банина. Ја направивме 11 конгрес, па дел од Крушевска република. Направивме паркинг до населбата Дузлак, улично осветлување, асфалтиравме игралиште. Го градивме училиштето, директорката го дотера и го среди да биде безпрекорно. Градиме нова училишта сала која ветуваа генерации и генерации и треба да ја пуштиме во месец март. Едно од кошаркарските игралишта кои се ветени од Агенцијата за млади и спорт ќе биде во населба Баби, затоа што тоа е бастионот на ВМРО. Вие сте тие кога стигнуваат резултатите во штабот, кои го дигате моралот на ВМРО ДПМН и на сите ние кои се наоѓаме во општината. Почитувани, ве замолувам, зошто е битно како градоначалник да имам премиер од ВМРО ДПМН? Доволно едно мое јавување на Груевски да се направи влезот од 3 чешми према Штип. Второ јавување да се направи улицата од 3 чешми према Чардаклија обиколницата. Едно мое јавување да се направи од Чардаклија до кружниот тек новиот пат. Сега од Баби до Карорман со едно телефонско јавување на министерот Мисавовски се заврши работата. Ако биде владата од некоја друга партија, че имаме проблеми, нема да се развие нашиот град. Колку повеќе заеме пари од Скопје, толку повеќе ќе може да направиме во нашиот град. Затоа, овде во Баби, ви ги направивме сите 20 мали улички, што мислеа дека нема да се направат. Останаа уште 3 улици. Ќе бидат направени наскоро. И едни степеници, тука сме некаде нели, и тие ќе бидат направени. На пензионерите направивме одличен пензионерски клуб. Продадовме овде некаде околу 30 плаца во Баби 6 и Баби 5, Баби 7, наскоро ќе никнат модерни објекти, комплетна инфраструктура. Црквата Свети Кирил и Методи ќе биде огледало на оваа населба. Општината максимално ќе се вложи да ви помогне да ја довршиме и идната година за Свети Кирил и Методи централното го да биде кренато. Почитувани, имате причина да не верувате. Верувајте на тие што работат, на тие што се посветени. Верувајте на оние што знаат да создаваат за вас. Штип е неубавото место за живење. Го засакавме овој град, го дотеравме, го средивме, економски го доразвивме. Инфраструктурата која се гради ќе му даде централно место да биде повторно. Историски центар на Источна Македонија, економски центар на Источна Македонија, административен центар на Источна Македонија, културен центар на Источна Македонија, спортски центар на Источна Македонија, уште што не, здравствен центар на Источна Македонија. Затоа ве молам, сите да ги викнете вашите комшии, соседи, пријатели, роднини, на 11 до 12 часот да излеземе да ја покажеме ударната сила на ВМРО ДПМН. Вечето ве чекам на площадот да победиме. Музикантите се веќе спремени да ја свират ВМРО. И јас сум убеден дека такви ќе биде. 63 пратеника се реални. Да ги освоиме. Заради Груевски кој е роден и потекнува од нашиот град и заради сите плејада револуционери кои се родени во овој град и кои верувале во едината нова држава. Да живее Штип, да живее ВМРО ДПМН и да живее Република Македонија. Му благодариме на градоначалникот. Браќа и сестри, ова е политиката на ВМРО ДПМН. Ние развиваме, ние градиме, ние отвараме работни места, не јадеме живи луѓе. А сега го повикувам да ви се обрати кандидатот за пратеник и идниот пратеник во Собранието на Република Македонија, господинот Никола Мицевски. Добро вечер, баби! Добро вечер за ВМРО ДПМН! Добро вечер за коалицијата за подобра Македонија! Добро вечер за гордите и убави македонци! Стоиме овде како што стоевме 2013 година со дигнати глави и ветивме проекти. Проектите од локалната самоуправа ги гледате сите. ВМРО ДПМН е на власт, ВМРО ДПМН е гради. Стоевме овде и во 2014 година, пред парламентарните избори. Ветувавме и тогаш. Ветувавме автопат, ветувавме експресни патишта, ветувавме гасификација. Опозицијата држеше прес конференции и не нарекуваше лажови за тир зоната дека никогаш нема да проработи. 2500 луѓе работат таму благодарение на економската политика на ВМРО ДПМН. Не држат прес конференции таму.
Неколку дена пред изборите 2014 година се почна со гасификација на државата. Излегоа на пресконференција и рекоа дека ова е предизборен трик. Гасификацијата започна и помина ни Штип. Газ дојде до Штип, ќе продолжи во цела Македонија. Повторно ги нема да го лажат македонскиот народ дека ВМРО ДПМН ништо не работи. До пред неколку месеци држеа пресконференции пред клиничка болница. Нивниот председател, една биничка, таму секој понеделник, лаже ВМРО ДПМН. Завчера Заев тука на митингот на СДСМ вети дека ќе градел клиничка болница. Абе, пријателе, до трети спрате таа клиничка болница дојдена. Дали има некој да ти каже дека ВМРО тоа го изгради? Ги кажуваат нашите проекти како нивни дека ќе работат. Па, драги пријатели, тоа е почнато и тоа ќе биде завршено. Затоа што ВМРО ДПМН не промовира проект без да обезбеди средства и целосна конструкција за него. Така и ќе продолжиме. Го лажат македонскиот народ за ситно, предизборно, ветувајќи му сега 30.000 плата, 500 евра, враќање на ДДВ, се што сака да чуе македонскиот народ, бидејќи ситуацијата е таква. Ама македонскиот народ е мудар. Македонскиот народ нема да падне на овие предизборни ветувања. Затоа што ВМРО ДПМН е тоа што го ветува и го реализира. Знае македонскиот народ добро да одбере. Македонскиот народ на 11 декември ќе го одбере ВМРО ДПМН, ќе гласа за Никола Груевски, ќе гласа за стабилна, просперитетна, економски напредна влада, а тоа може да го направи само ВМРО ДПМН. Ги видовме како ја водат Македонија. Ги видовме што прават и во Струмица. Ако толку се грижеше за минималната плата и за просечната, ќе ја дадеше во неговите фирми. Ама тоа не го направија. Истите ликови ни се појавуваат сега и во Штип. Денеска прошетале низ населба баби со по една маичка и ќе ги убедуваат граѓаните да гласаат за нив. Абе, пријатели, заборавивте ли што направивте на Штип? Каде беше Штип до пред 10 години? Транзиција, затворени фабрики, беда, сиромаштија, луѓето дома, младите не можат да студираат затоа што нема средства. Мислите заборави македонскиот народ? Сето тоа е сменето. ВМРО ДПМН 2006 година ја презеде власта, бројот на нововработени е зголемен за 160.000. Субвенции за земјоделците, покачување на пензии, покачување на плати за администрација, тоа го имаме и во новата програма. 10,25% платите и пензиите, субвенциите продолжуваат, 600 милиона евра, гасификацијата продолжува Македонија економски да се развива на чело со ВМРО ДПМН. Меѓутоа, почитувани граѓани, во недостиг на аргументи, во недостиг на факти, во недостиг на поддршка од народ, ветуваат се, кога видоа дека не можат да излезат на крај, почнаа да се уортачуваат и со ѓаволот. Сакаат Македонија да биде двојазична, сакаат да ја федерализираат Македонија. Штип, Истокот и бабите нема да го дозволат тоа. Ние немаме против ни една националност, немаме против никого, ни етнички, ни верски, меѓутоа националностите во Македонија ги имаат сите права како што ги немаат во ниедна друга земја националностите. Штип не сака да зборува албански. Дали се согласуваме? Дали сме против? Затоа, почитувани комши и пријатели, драги сограѓани од населба Баби, на 11 да излеземе референдумски и да кажеме не на црната политика на Заев и раководството на СДСМ. Многу мои пријатели од СДСМ не се согласуваат со тоа и знам дека ќе дадат поддршка за да не биде федерализирана Република Македонија. Имаме многу побитни и поголеми проблеми во моментот, отколку да ја решаваме федерализација и дали ќе зборуваме во Штип албански или не. И уште еден апел до сите вас. Се појавуваат мали политички партии во превезот на демократијата. Дел од тие се крстија и ВМРО. Се крстија ВМРО само да повлечат некој глас, а до вчера одеа заедно со шарената револуција ни Штип, фрлаа со бои, заедно со некои наркомани и соросоидни типчиња кои што земаат пари за да прават нереди во Македонија. На Штип не му треба неред, на Штип не му требаат такви типови, ќе гласаме за ВМРО ДПМН
и за Никола Груевски да имаме економски просперитетна, напредна и унитарна Република Македонија. Да сте ни живи и здрави. Се гледаме на 11 на площадот на големата победа на ВМРО ДПМН. Благодарам. Браќа и сестри, како што кажа Никола Мицевски, Зоран Заев сака да ја направи двојазичност во Македонија. Дали во Штип живеат македонци и албанци? Не, во Штип живеат роми, во Штип живеат турци, во Штип живеат бошњаци. Сите ние треба да имаме достоен живот во Македонија. Не треба да се делиме по нации. Затоа, до 11 декември се знае кој се грижи за Македонија, се знае кој се грижи за македонскиот народ. ВМРО ДПМН со коалицијата. А сега го повикувам да ви се обради кандидатот пратеник и исто така идниот пратеник и до сегашен во Собранието на Република Македонија, господинот Трајче Димков. Останав без вас. Добро вечер. Почитувани присутни, посебно ми е чест да денес да зборувам кај вас на селбата која најмногу дава во имаме публика, благодарам за сите ова што го правите на ова време студено и поздрав за нашиот најстар тука гласач. Почитувани присутни, денес е Свети Климент Охридски, нека ни е на помош, да сте живи и здрави, голем празник, 1100 години. 1100 години традиција. Македонија го има во Библијата и сега на некој му текнало дека ќе ја редефинира и ќе ја прави не знам каква. Меѓутоа сакам да им порачам, овој македонски народ што е овде нема да дозволи. Не смееме да дозволиме такви луѓе да се поигруваат со државата. Некој се вложува. Дали ние го имаме правото тоа да го правиме како македонци? Дали имаме право ние тоа да им го наметнеме на нашите деца? Нема да дозволиме. Меѓутоа тие само пробуваат. Не можеа да најдат глас кај македонскиот народ. Отидоа кај албанскиот и тама нема да го добијат. Меѓутоа идејата, семето што го посеја ќе биде многу лошо. Оно што го кажа Никола околу двојазичноста не е проблем, и албанскиот се зборува и на највисоко ниво во државата. Меѓутоа потребата и преведувачите и луѓето кои ќе бидат ангажирани во тој дел се огромни. Огромни се трошковите кои треба да бидат во тој дел. И затоа место да се одиме кон економија за вработување на други лица, ние ќе мораме да наѓаме преведувачи бидејќи тука никој тоа не го зборува. Меѓутоа, ова што ми се случува сега е продукт на 2,5 годишна криза. Тоа е период кога сме под тортура на Социјалдемократскиот сојуз. Не може со проекти да се борат против нас, едноставно проба на некој друг начин. И еднаш им успеа, меѓутоа овој пат нема да им успее. Тие сакаат едноставно да кажат дека некој кажал нешто. Меѓутоа, јас би сакал само да спомнам една работа. Штип. Штип е град кој е рангиран на 6-то место во Европа за градови и општини под 100.000 жители. Тоа е економската политика што ја прави ВМРО ДПМН со поддршка и помош и од локалната самоуправа. Тука се резултатите што треба да бидат. Почитувани присутни, во тој правец сакам да ви кажам една работа. Ако зборуваме за проекти, неспоредливо е. Од една страна имаме 400 проекти на општината. До сега и не е завршена уште годината, значи остана уште половина година. Уште многу проекти ќе се прават. Од другата страна имаме нула, немаме никакви проекти. Од една страна имаме историска исправење на една неправда, каде што тие се уништува, а сега ВМРО ДПМН, владата и сите функционери се вклучуваат заедно и го поправаат тоа. И ја барат поддршката, не може да ја најдат. Затоа јас сакам да ви кажам, да ви уверам, оно што се случува во овој момент, тие ниеднаш не победиле. 1994 година тогаш нашата партија одлучи да не излезе на избори. 2002 имаше криза, после војната победија. Меѓутоа, Социјалдемократскиот сојуз никој пат не победи во Македонија. Секој пат ВМРО ДПМН добиваше поддршката од македонскиот народ и овој пат ќе биде така. Сакам да ви кажам. Благодарам. Сакам да ви уверам. Често пати и се Благодарам. Често пати моите деца ме прашуваат и обкружувањето и многу пријатели, дали и на која страна сме, дали сме на вистинската страна. Да, на вистинската страна сме. Затоа што ова што го правиме денес, ова што вие го правите денес, ова што се случува во овој период, ќе биде историски момент и вие ќе бидете горди луѓе затоа што сте застанале на браникот на државата, меѓутоа без пушка, без ништо, едноставно со пенкало.
И затоа ќе го направиме тоа. И можноста ја дава едноставно многу демократски и искрено да го направиме. Меѓутоа овие закони што ги слушаме од нивна страна нема да ја успеат. Затоа сакам да ви кажам и да ви заблагодарам. Ова што го правите е вистинската работа и ова што го правите ќе видите дека ќе биде горди сите ваши поколенија понатаму затоа што правите Македонија да опстане таква како што е, со почит кон сите етнички заедници, кон сите луѓе кои имаат и различни верски определби, меѓутоа ќе си го направите за самите македонци. Долго ја чекавме слободата на Македонија, 25 години имаме државност и нема да дозволиме некој тоа да го наруши. Затоа ве молам, сите заедно на 11 да излеземе масовно, да им кажеме дека Македонија ја сакаме така како што е. Доколку треба нешто да се направи, ќе седнеме сите и ќе разговараме, ќе ги решаваме проблемите. Меѓутоа, некој да ја бара власта врз основа на нарушување на амбиентот, на цртење, на шарење, на плюкање, на вреѓање еден кон други, нема да им дозволиме. Затоа ви благодарам уште еднаш што бевте во ова студено ноќно време, да сте живи и здрави. Господ да ја благослови Македонија. Ви посакам се нево на вас, на вашите фамилии и Господ Бог да не чува сите нас. Благодарам.